Пред една деценија ние воспоставиле некоја коректна врска со Бугарија, така што доста македонски книги се преведија на македонски, дури на бугарски се извинувам, дури 3 и мои, кој што коректно се пишуваше преведено од македонски јазик. Значи, самата културна фела, литературна фела во Бугарија го признава на македонскиот јазик. Димовски е загрижен за се посилната негаторска позиција на источниот сосед во однос на јазикот. Најболно е вели тврдењето дека македонскиот јазик е нотифициран дијалект на бугарскиот со декрет од 1944 година. Не може јазик да се признае или да се регулира со датум и со година. Тоа може само да се верификува како литературен јазик. Јазикот мора да има корен, а исто така и во историјата, културната историја на македонскиот, на развој на македонскиот јазик, веќе ние имаме некоја еволуција. Академик Катице Ќулавкова вели дека македонскиот јазик ги има поминато сите фази на развој, како и многу други јазици, со таа разлика што е меѓу најстарите јазици кои се во употреба. А наспроти бугарската теза која е поприлично осамена и изолирана, ние имаме став на меѓународните атласи, на атласот на словенски јазици, на славистичките кругови официјални, дека македонскиот јазик си е најлегитимен јазик во рамки на групата на словенски и јужнословенски јазици. Бугарија не добива ништо со овој став, додава Ќулавкова. И ние сега со бугарите воопшто не треба да прифаќаме таков тип на преговори за јазикот во рамки на политички инстанции и со политички дискусии. И двајцата сметаат дека за ситуацијата во која се наоѓа македонскиот јазик, причината треба да се бара и дома. Државата вела дека треба да издвојува многу повеќе средства и да презема мерки за ширење на лекторатите и нивниот статус ширум светот. Давање грантови за млади за да студираат и да учат, за подобрување на законските прописи, бидејќи нашата држава финансиски изделува многу малку средства, а тоа се одразува и на кадрите кои прифаќаат веќе да вршат таква една дејност и мисија за македонската култура и јазик. Гледаме дека доста медиуми наши, посебно портали, кај што не го негуваат литературниот јазик. Учениците, за жал, е тренд на слабо читање. Велат наместо за јазикот, двата соседи треба да разговараат за нешта кои што вистински ги поврзат. Од Охрид, за Гласот на Америка, Мики Трајковски.